На слем сцената Македонија веќе може да каже дека има каква таква слем поезија, слем поетска сцена. Каква е таа? Што добивте како искуство низ сите овие настани, читања, Скопје прилеп, нови луѓе, публика? Каква е слем поезија? Многу ми се допаѓа забелешката и навистина сметам дека е на место да разговаравме малку порано, можеби немаше да можеме да го поставиме, да ги поставиме работите онака како што сега ги кажавте. Да, Македонија веќе има слем сцена и цврста е онака како што коленичи. Значи, цврсто стои на колена. Веќе можеме да наброиме неколкумина кои што активно се занимаваат со слем, кои што активно ги пратат настаните, доаѓаат, слемуваат и победуваат. Неодамна одржавме тематски слем, тоа беше еден чекор понапред за нас, затоа што досега не сме имале таков тип слем. Секогаш бил отворен повик, неограничен на тема. Меѓутоа, со тој тематскиот слем покажавме дека имаме луѓе кои што се способни во секое време да дадат одредено критичко мислење и одреден став за одредена тема и тој без проблем на слемерски начин да го презентираат. Би споменала неколку имиња, се надевам нема да ми замерат останатите, затоа што и сигурно има и други кои што во моментот нема да ми текната да ги кажам. Покрај нели Игор Трпче кој што веќе го напоменав, туку е и Цвета Колева, Жаклина Цвеќаровска, има средношколки Лиле, Кети и Мила кои што се навистина исклучителни и многу ни е драго што ни се придружија кон слемот. Исто така Афродита Николова која што лани замина на интернационалниот европски слем и освои 4-то место. Оваа година ќе оди Канго. Во неврзаниот разговор претходно споминавме дека ве поврзуваат со политички коректна поезија, најверојатно поради насловот на вашата книга. Треба ли да биде поезијата и воопшто уметноста политички коректна? Мене ме врзуваат со политичката коректност, а не слемот. Тој наслов е ироничен, саркастичен, произлегува од насловната песна, политички коректна песна, која што всушност, иако насловот наведува кон политиката, таа всушност е феминистичка песна. Е песна за ставот и состојбата на жената во ова општество, какво што е сега. Инаку не само поезијата, туку и уметноста воопшто јас не сметам дека треба политички коректна. Затоа што политичката коректност во уметноста е цензура и автоцензура. Тоа воопшто не е пожелно. Пишувате за навидум, да не биде вулгарно сватено, банални работи, им давате лирски призвук, а од друга страна со доста иронија, како претходната песна што ја споминавме. Може ли баналноста да биде лирична и обратно? Вие ми кажете дека јас пишувам така. Сега, дискутабилно е тоа, јас не би сакала да дискутирам колку е мојата песна лирична, мојот поетски израз лиричен, меѓутоа да, пишувам за секојдневни работи и не гледам зошто не би можело да најдеме некоја поетичност во нив. Вчера запознав еден грчки режисер, дојден тука на Памфис и денеска ќе дава својата представа и ми беше интересно неговиот став како грк кон поезијата. Знаете, античката филозофија, античката поетика, тоа се некои поетики, уметнички размисли и насоки на кои што модерната филозофија и уметност до ден денеска се заснова. И неговиот став кон животот беше дека животот е поезија, дека театарот е поезија, дека се што правиме и се што јадеме, се што носиме на нас е поезија. Сега, начинот на кој што јас го избирам патот кој што го водам во поезијата со сета таа ироничност, можеби е само дел или израз на мојот карактер и на начинот на ставот на кој што јас го имам
кон животот. Секогаш сметам дека треба да гледаме на нештата со насмевка, па дури некогаш и посмешливо. Прочитав на едно место дека имате изјавено дека поезијата е најважната споредна историја на човештвото. Каква е нашата денешна историја? Малку е неблагодарно да зборуваме за времето во кое што живееме. Потребно е малку временска, тоест не малку, повеќе временска дистанца да помине, за да ги дефинираме работите, ако ништо друго, барем пообјективно. Меѓутоа да стојам за тој став, сепак знаете за историјата дека е изјавено дека историјата ја пишуваат победниците. Што ми ја пишува една страна, која и да е, таа не може да биде објективна. Во уметноста сметам дека постои, парадоксално, но постои поголема објективност. Колку и уметноста да е посубјективна од некоја наука како што е историјата. Затоа што сепак еве и можеби класичен пример се делата од реализмот. Кога земате да читате едно дело од реализмот, многу подобра слика ви создава тоа за времето во кое што за кое што пишува, отколку да земете да читате историска читанка за тоа време. Затоа што сепак историјата е политика и историјата е машки домен. И таму фали женскиот глас, фали молкот.